Macedonia. جمهورية شمال مقدونيا. Со големо задоволство можеме да кажеме дека Македонија има спортисти од врвен калибар, од светска класа, бидејќи успесите што ги постигнавме во Абу Даби на светските олимписки игри се големи. Освоивме 8 медали во 3 олимписки спорта, атлетика, пливање и юнифајд кошарка и една специјална медаља сребрена во танц. Евгенија, најнапред здраво. Ми е драго многу што денеска не примивте овде во вашите простори за да видиме како работите. Се надевам дека сте убаво расположени секогаш со Јуле кога заедно имате нели време за да го правите тоа што најмногу го сакате. Добре ни дојдовте и драго ни е многу што не посетивте, да ја почувствувате и вие нашата енергија. Мене Јуле ми ја носио и таа енергија секогаш, бидејќи таа ужива во танцот и прекрасни ни се часовите. Стварно. Јуле, најнапред да ти честитам за овој голем успех што ти го постигна. Се надевам дека си среќна бидејќи освои второ место. Да, среќна сум. Para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si hacías la vida hay que vivir. Таму имавме прилика да се сретнеме со целиот свет, да се натпреваруваме со 7500 натпреварувачи од 190 нации, што ми дава за право да кажам дека навистина успесите се релевантни и големи. Дали во овој момент можеме да кажеме дека доволно им се нуди на овие луѓе со оглед на тоа што носат големи успеси, значи ова не е мала работа, нели? Можам да кажам дека состојбата се менува и се подобрува. Условите се подобруваат за овие луѓе да можат да тренираат. Мораме да се заблагодариме на целата поддршка што имаме до сега, бидејќи ни се ставање на располагање доста ресурси да можеме да ги користиме, Борис Трајковски базени и сали. Сето тоа волонтерски го спроведуваат нашите тренери, одвојуваат од своето време за да им овозможат на овие луѓе достојни услови за тренинг. Гледате резултатите дека стигнуваат, тоа е резултат на напорната работа на тренерите и сите волонтери во специјална олимпијада, меѓутоа и на самите атлети кои што неуморно тренираат. Да објасниме малку подетално за нашите гледачи околу самите правила, пошто тоа генерално се разликува специјалната олимпијада од онаа регуларната, дали има големи разлики во начинот на оценување и начинот на кој што се одвиваат самите надпревари, надпреварувања, мерења и така натаму. Така, специфично за нашата олимпијада е тоа што целата филозофија е да се даде шанса на сите луѓе да учествуваат. Не се оди на елитни резултати, на елитни квалификувања за надпреварите, туку целата поента е на сите луѓе од различни попречености да се овозможи шанса да учествуваат. Тоа значи дека ние организираме национални надпреварувања на кои што се покажува сработеното во текот на годината, меѓутоа критериумите не се секогаш како да речеме за редовните олимпијади или параолимпијадите само врвни резултати. Туку целата идеја е да се вклучат колку што може повеќе луѓе во овие надпреварувања, зашто ова е многу значајно за нив и за нивниот развој и вклученост во општеството. Би сакала да споменам и една многу важна работа, а тоа е заедничкото надпреварување на луѓето кои што немаат попречености со оние кои што имаат, колку е тоа важно и како тоа изгледа кога заедно всушност го делат теренот. Особено сме горди во специјална олимпијада на Unified тимовите, така ги нарекуваме, екипните спортови
во кои што учествуваат луѓето со попреченост и без попреченост. Целата идеја е да се покаже дека на теренот сите сме исти, за сите важат истите правила. Магијата се случува таму, дружбата се случува надвор од терените и да се гледаат луѓето заедно во иста екипа е навистина нешто безпрекорно, како тоа се може да функционира. Ве поканувам да видите, ние имаме Unified кошарка тим, кој што освои бронза сега на летните олимписки игри. И би сакала да ве поканам да видите како тоа изгледа и како тоа функционира во хармонија. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota. Ќе ми раскажеш ли како се споивте вие две? Како дојдовте во контакт за баш ти да бидеш незин ментор? Па многу случајно, случајните средби се најубави. Јас држам во Сонриса часови за деца веќе подолго време и Јуле си бараше инструктор за олимпијадата пред се. Па така јас преку познанства дознав за тоа и реков ќе ми биде прекрасен предизвик бидејќи никогаш досега не сум работела нешто такво и така ни се случи ова прекрасно искуство. Строга е понекогаш? Не е строга. Не. Симпатична е. Имавте ограничен временски период и требаше да се одлучите што е тоа што ќе го подготвувате, па како течеа сите тие нешта од сам старт? Да, имавме околу 3,5 месеци само за да се спремиме и јас навистина не знаев со кого ќе работам, колку е таа спремна, но првиот час што ми ја видов Јуле, реков ајде покажи ми што можеш ти да изиграш. Видов дека таа е талентирана за танц, дека ќе ни биде прелесно. Значи, најважните детали во танцот се да ја слуша музиката, да игра на ритам, да биде енергична и да ужива во танцувањето. Точно овие коментари ги доби од судиите во Абу Даби. Кажи ми, дали беше лесно или тешко да се подготвиш за олимпијада? Лесно е. Супер ми беше 3 месеци вежба кај тука и дома. Исто така е многу дисциплинирана, значи знам дека секој ден вежбаше дома и едва чекаше да дадеме нови и нови чекори во кореографијата и така се испадна супер за да добиеме сребро. Евгенија кажа многу убави зборови за тебе. Ќе ми кажеш ли сега ти каков инструктор е Евгенија? Како се согласувавте вие? Супер. Како мајка и герка. Да. Браво! Ајде! Така, грациозно, отвори убаво. Тега кажи ми, изгледаш многу убаво. Го гледам и твојот костим. Со овој костим настапи, така? Со овој, да. Заедно го подготвивте и смисливте како ќе изгледа? Да. Имаше 3 категории наведени, каде што можеме да одбереме дали ќе играме традиционален танц, дали ќе играме балрум, тоа се латино танците, или ќе игра хип-хоп и брейк-денс. Каков танц играше ти и зошто тој танц го избрал, милен ти? Ја го одбрав самбата, тоа е хит на самите олимписки игри во Абу Даби. Бидејќи Јуле е многу енергична, а јас сум пред се инструктор латино, ние двете се договоривме дека латино самба би била одлична комбинација за неа. Исто така, бидејќи е одлична во импровизација, сакав да ја дадам и еден дел каде што тотално ќе ја покаже својата душа. На крајот и ставив еден ориентален танц, што исто така може да се комбинира со Абу Даби културата и така испадна се супер. Можеш да ми објасниш како беше чувството кога излеза на сцена? Имаше трема? Немав трема. Јас имав многу трема пред да излезе Јуле, а Јуле само овака застана, се исправи како што ние тоа го подготвивме. Не е тешко, не. Многу лесно беше, излегов прва и покажав од себе. Влезе толку многу самоуверено, тоа беше уште еден коментар од судиите, колку значи таа самоувереност при влезот. Покажа една спремност. Дали доби големи аплаузи и како реагираат тие таму судиите? Судиите беа
не, кога излегов таму да играм, аплаузи, игра со мене и тоа. Бидејќи ги доби сите воодушевувачки коментари од судиите, а во судиите значи беа многу познати танчери, исто така Никол Шерцингер од Pussycat Dolls на сите ни е позната. Значи од такви личности доби фантастични коментари и за мене тоа многу значи и за Јуле тоа многу значи и сме пресрекни. Кој најмногу се радуваше кога доби второ место? Памтиш кој најмногу ти честиташе, кој беше најсреќен? Мајка ми и татко ме. Да, тие беа многу срекни. Да, да. Не те прашав колку години имаш и дали во иднина планираш да продолжиш со танц? 34 години и сакам да продолжам уште повеќе да тренирам, да играм латина. Ти и Евгенија ќе ми покажете некои чекори, па можеби и јас ќе знам. Дај Боже ти да играш со нас сега. Значи сакаш да ме покажеш? Да, сакам, да. Puede vencer la sequía.